5 ученички од Коченик ја представуваат Македонија на меѓународен фестивал во италијанскиот град Трст. Тие ќе бидат единствени македонски представнички на 13-тиот меѓународен фестивал за поезија и театар, насловен како Замокот на Дуино. Нивните трудови, испратени до жири комисијата, беа оценети повеќе од добро, па младите коченки, ученички во 8-1 одделение во училиштето Никола Карев, добија специјална награда. Година се твореше на темата Моето наследство. Секоја година има одредена тема и ние со учениците одредивме да твориме на песни наследствата кои што тие ги имаат добиено од своите баби или од дедовци. Така да некои пишуваа за ланчето, некои добиеното ланче, некои пишуваа за поклонетиот прстен, некои пишуваа за добиениот часовник, но на крајот највпечатливо не остана тоа што една ученичка, тоа е Надја Ефремова, напиша за најголемото богатство кое што сите ние го добиваме како наследство, а тоа ни е земјата и слободата. Нашите ученички се во друштво на наградени ученици од Кина, Италија, Германија, Бразил и Јужна Африка. Уште минатата година така и ова конкуриравме на литературниот конкурс Замокот на Дуино во Трст, Италија. Јас и моите 4 соученички преработивме една книга од сите наши литературни творби кои беа на тема наследството. Ова ќе ни биде потик понатаму да продолжиме да пишуваме и да оцениме нашиот труд и заеднички да го работиме. Фестивалот Замокот на Дуино во март ќе го има своето 13-то издание, а во него учествуваат ученици од целиот свет. Испратените трудови се оценуваат во 3 категории: поезија, театар и училишни изработки. Кочанските ученички минатата година беа дел од овој фестивал, кога во категоријата поезија ја освоија првата награда.